Во 57-та епизода на Шорткат ќе гледате. Европската комисија со низа критики за Северна Македонија во областа на родовата еднаквост. Недостига јавна кампања за штедење енергија во услови на енергетска криза. Регистриран еден од најголемите блесоци во вселената досега – формирање на црна дупка. Поздрав до сите, јас сум Нина, а ова е Шорткат, нашите вести за млади. Останете со нас. Во понеделникот беше најавен почетокот на изработката на нова национална стратегија за млади за периодот од 2023-2027 година. На настанот беше нагласено дека националната стратегија за млади е важен документ за младите во земјава, бидејќи ги поставува основните принципи и насоки за акција на сите чинители во општеството кои ќе водат кон подобрување на социоекономската положба на младите и кон создавање на средина која ќе им овозможи на младите да ги остварат своите права, потреби и интереси. Согласно Законот за младинско учество и младински политики, Агенцијата за млади и спорт е институцијата задолжена да го спроведе и координира процесот на креирање на националната стратегија за млади, а стратегијата ќе се изработува во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации, Мисијата на ОПСЕ во Скопје и Фондот за население на Обединетите нации. Емисијата ја продолжуваме со веста за најновиот извештај на Европската комисија за 2022 година за реформскиот напредок на земјава, во кој се забележува дека Северна Македонија има уште многу работа во насока на напредување на родовата еднаквост. Во извештајот се вели дека од посебна важност е применување на сите одредби од Законот за превенција и заштита од насилството врз жените и семејното насилство. Треба да се подобри спроведувањето на националниот план за действување врз основа на 6 одредби на Инстанбулската конвенција. Во него се истакнува дека Министерството за труд и социјална политика продолжува да инвестира во услугите за заедниците, вклучувајќи ја и поддршката за жртвите на насилство врз родова основа. Жените се уште се помалку застапени во донесувањето на одлуки во јавни институции, се констатира во извештајот на Европската комисија. Минатиот викенд Тетово доби центар каде младите ќе можат да реализираат различни активности. Овој центар го отвори форумот за промени во образованието. Непостоењето на младински центар во Тетово, како што изјави директорот на ФНА Бленди Ходај, е маката на над 17.000 млади луѓе од овој град. Од денеска овие простори, односно просториите на Центарот за младински активизам, ќе бидат 100% во нивна услуга. Се надеваме дека овие иницијативи како и Центарот за младински активизам ќе бидат поддржани од институциите кои се присутни денес овде, Владата на Република Северна Македонија и општина Тетово. На младите им треба поддршка со дела, а не со зборови. Главната тема во оваа епизода на Шорткат не е тешката зима поради енергетската криза и мерките за штедење енергија, кон кои ќе треба да се прилагодат сите, вклучувајќи ги и младите. Владата во август соопшти национални препораки за штедење на струја, но дали и колку ги познаваме нив и какво треба да биде однесувањето на сите субјекти во земјава е темата на која говориме во следниот прилог на Шорткат. Владата преку Министерот за економија Крешник Бектеши кон средината на август годинава го објави планот заштеда на струја за безбедна зима. Со него се објавија 29 препораки за штедење на струја за домакинствата, заедно со 12 препораки за штедење од компаниите и задолженија за јавните институции за 15% да ја намалат потрошувачката на енергија споредено со лани. Сепак, веднаш по ваквиот владин прес, дел од граѓаните на социјалните мрежи се шегуваа со препораките за штедење струја, а во изминатиот период немаше јавна кампања за штедење енергија. Комуникологот Бојан Кордалов вели дека лошиот начин на комуникација во услови на криза доведува до несогласување, па и недоверба на јавноста и двојба на граѓаните од власта. Јавна кампања за правилен начин на комуницирање на препораките за штедење треба да постои, но само за да се подигне свеста и да се инволвираат граѓаните во процесот. Кордалов вели дека две работи се многу важни. Првата е искрена комуникација со граѓаните, со луѓето за тоа што може да се очекува, кои се ризиците и кои се опасностите. Убаво е да се слушаат тонови на смирување, тонови на
позитивни ефекти, меѓутоа многу е важно, најважно е всушност да се каже вистината, бидејќи независно ако нешто знаете дека има опасност да се зголемува како цена, вие го прикривате или не го кажувате јасно со месеци, до тоа пак ќе дојде разочарувањето и довербата ќе биде поголема. Значи под број 1 јасна и искрена комуникација, а под број 2 мислам дека е многу важно институциите да разберат дека во целокупниот процес треба заедно да се действува и заедно да се работи, но пред се да бидат пример. Кордалов вели дека за да биде ефикасна кампањата за штедење енергија, треба најпрво сите институции на државно и локално ниво да излезат и први да покажат секој месец колкава заштеда постигнале. Тој додави дека мерките кои се носат во криза се национални мерки и се заради интерес на сите граѓани и граѓанки. Лошиот начин или не секогаш правилниот начин на комуникација во услови со криза всушност доведува до ова, да би рекол, несогласување, недоверба, па и двоење помеѓу властите и граѓаните. И тоа е многу голем проблем. Во однос на обраќањето на властите кон младите во земјава, комуникологот Кордалов вели дека младите користат паметни решенија и уреди и многу попрактично ја користат енергијата од постарите генерации. Младите генерации треба да бидат вклучени не како неми слушатели, туку како луѓе кои ќе бидат вклучени во донесувањето одлуки, вели Кордалов. Се додека тоа не го правиме, вклучително и во ваква криза, младите ќе ги немаме како сојузници. За нив власт ќе биде нешто далечно, дали е локално, дали е централно, ќе биде нешто неатрактивно. На крајот, вреди да се потсетиме и на некои од најзначајните препораки за штедење енергија кои можеме секој дневно да ги пременуваме во наредниот период. Кога грееме вода во нашите бойлери, тоа да го правиме на ефтина струја и само онолку колку што ни е потребно. Од кога ќе завршиме со користењето компјутер, секогаш да го исклучиме, а светилката во собата каде што никој не престојува да ја изгаснеме. Препораките за штедење струја вклучуваат и користење на машини за перење садови и алишта на ефтина струја, како и ладилникот да не се вклучува на најниска температура. Користете ги рационално грејните тела по дома или на работа и пробајте да користите нови енергетски ефикасни светилки. Сите овие препораки не се значајни само за да имаме струја, туку и ќе предонесат на крајот од месецот да добиеме помала сметка што ќе мора да ја платиме. Советниците на Зелен Хуман град започнаа иницијатива со гласање до Советот на град Скопје да се дозволи собствениците на миленици заедно да користат јавен транспорт. Како што велат од Зелен Хуман град, граѓаните кои имаат миленици се една од најдискриминираните групи во Македонија, бидејќи доколку не располагаат со сопствено возило или немаат доволно пари за такси превоз, немаат никаков начин да го транспортираат миленикот, бидејќи во земјава не смеа да користат ниту еден јавен транспорт. МТМК многу пати досега пишуваше за правата на животните. Како пример ја посочевме Швајцарија како земја каде животните се максимално заштитени, а на оние кои ги повредуваат им следуваат тешки казни. Рената Богдановска и незиното семејство живеат во Швајцарија и се собственици на миленикот Гизмо. Таа раскажува дека за да го чуваат миленикот во оваа земја, морале да се информира за сите законски процедури, но тој денес ги ужива сите права за користење на јавниот превоз. Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи изрази загриженост од гласините кои се шират деновиве во однос на можно враќање на онлайн наставата за студентите како едно од решенијата за справување со енергетската криза. Од УСС УКЕМ смета дека онлайн наставата не е единственото решение. Тие апелираат до надлежните дека доколку се спроведе таквата иницијатива, ќе имаме огромни последици на долг рок, односно изгубени генерации кои не оствариле никаков контакт со своите колеги, некомпетентно младо работоспособно население, како и директни импликации врз продуктивноста и проактивниот живот на студентите. Од Универзитетското студентско собрание подвлекуваа дека образованието е последната гранка од општеството која треба да биде директно погодена од последиците кои ги носи енергетската криза. За крај на емисијата погледнете за најновото откритие на НАСА. Астрономите низ светот се уште се магипсани од неверојатно блескавиот и долготраен изблик на високоенергетско зрачање, огромен блиц што е всушност првиот плач на новата црна дупка. Појавата регистрирана на 9 октомври предпладне според македонско време е еден од најсветлите настани што ги регистрирала астрономијата, пишува Американската национална администрација за аеронаутика и вселената НАСА.
Настанот е изблик на гама зраци и X зраци што се случил на 1,9 милиарди светлосни години од Земјата и низ сончевиот систем пристигна од насоката на созвездието Стрела. Астрономите сметаат дека овој блиц е првиот плач пораѓање на новата црна дупка што се формира со колабирањето на масивна звезда под нејзината тежина. Многу ви благодариме што останавте со нас до крај на оваа епизода на Шорткат. Следете на Facebook, YouTube, Instagram и TikTok. Отворени сме за сите ваши предлози и коментари. Се гледаме следната недела во истото време и на исто место. Поздрав!